председателке, почитувани колеги, не ми се верува колку лесно поминуваме една тема за едни луѓе кои што не се многу важни, туку се најважни во општеството и во нашата држава. Значи, зборуваме и за учителите, и за наставниците, и за професорите, кои што нивната професија, тоа не е само професија. Значи, тоа што го работат не е само професија. Тие и воспитуваат, и образуваат, и инспирираат, и креираат иднина, а ние овие два закони денес ќе ги поминиме во полупразна сала. Зборуваме за нивната иднина, вака лесно со надмудрување кој што правил, не знам кога правил. Денес зборуваме за проблем кој што, за последици од проблем кој што има минат. Денес, ако зборуваме дека бројот на нашите граѓани, на населението се намалува, на учениците се намалува, тоа што треба да кажеме? Дека наставниците се криви, са нив ќе ги бркаме? Професорите се криви, нив ќе ги бркаме? Не бе, ние прво треба да кажеме дека ние сме криви. Ние. Овде што седиме, ние сме криви за тоа што бројот на население се намалува. И за бројот на ученици се намалува. И криви се и тие пред нас. И криви сме 30 години што дозволивме бројот на население да се намалува и бројот на ученици да се намалува. И сега на кого да удриме? Ќе удриме на наставниците и професорите. Ја днес би сакал да ги нападнам колешките пратеници, подписници на овој закон, се случувало во минатото, да не ме разберат погрешно. Јас знам дека иделе министрите го носеле закон, подпишете го, пуштете го во процедура. Се случувало и во минатото. Меѓутоа ве повикувам да размислите добро, затоа што гледам дека 3 од 6 подписници се просветни работници. Знаете, треба да се вратите кај нив, да ги погледнете во очи, а знаете дека ова што зборуваме така. Образовни асистенти, 1 година, ако нема во пензија, следна година дома. 2000 ќе се пензионират во следните 5 години, а 6000 имаат проблем. Значи, таа е вистината и треба да ја кажеме, таа е вистината со име и презиме, луѓе. Таа е вистината. И ако тераме ние, ако тераме да даваме примери за оптимизација, ако сакаме да правиме оптимизација во државата, треба да почнеме од себе. Ние да даваме пример. 30 министри има оваа влада. 30. 30 секретарки, 30 шофери, 30 кабинети. 30 заменици министри има оваа влада. 30 секретарки, 30 кабинети, шофери, така натака. 30 државни секретари има оваа влада. 30 секретарки, 30 шофери, возила, кабинети. Па ајде прво да скратиме таму. Да кажеме дека ние правиме, се намали бројот на население, кратиме, оптимизираме, правиме ефикасност, од себе да почнеме. Да пуштиме промена на устав, да речеме ова собрание нема да е 120, 90 нека биде. Ние да го покажеме примерот. На кого ќе удриме? На просветните работници. На тие што образуваат, на тие што воспитуваат, на тие што ја креираат иднината на оваа држава. Знаете, една изјава, да не бидам сватен саркастично, оваа голема јака наша држава, на оваа голема наша јака држава и е потребен нов владин авион. Абе, не ли ви е срам малце, кога ќе се каже тоа нов владин авион, а сега велите треба да ги збркаме наставниците од работа. Малце бе, малце. Абе, 2 месеци човек министер не одеше на работа, 2 месеци. Еден да дојдеше да речеше 2 месеци зема плата, дај да го разрешим. На кого ќе удриме? На наставниците. Малце, од малце треба да имаме обзир. Ова наше овде ќе заврши. Треба да излеземе и да се вратиме. Знам дека е проблем. Знам дека бројот на ученици се намалува. Ама знаеш како, колега, ајде да не спомнувам да не биде злоупотреба. Има едно село Јабланица во Струга, старата општина Луко. Има основно училиште Гоце Делчев, се вика, 60 години има традиција. Знаете што е планот? Гоце Делчев ќе стане Мурат Лабуништа. Тоа е планот. И треба таму да појдеме да им кажеме, видите луѓе, ова супер оптимизација, ова што го правиме супер е, за ова супер, ама Гоце Делчев стана Мурат Лабуништа после 60 години. Тоа треба да го кажеме на луѓе, пошто тоа се предвидува. Таква е ситуацијата. Друга работа. Има ребаланс.
Дајте ме да покачиме блок дотации. Бидејќи предвидувате и во законот, во овој закон, се предвидува дека општините може да ги зголемуваат блок дотациите и заплати. Па зошто тоаш да пишува во вториот член дека согласност дава министерот за образование? Зошто да пишува? Ако општините го прават тоа, па нека носат без советите одлуки за паралелки со помал број ученици. Ама не, да ги куртулиме советите, градоначелниците, еден да биде крив. Не знаеме, ние сакаме се супер, ама таа министерката или стенниот, тој не дава согласност. Таа е вистината. Че и казниме директорите 300 евра, ако така пише во вашиот закон, овој сега што е на дневен ред. Ако формираат паралелка без согласност, па не може да формираат, како ќе ја платат. Ама знаете зошто? За кој ќе одат да ги погледнат тие што треба да им кажат директорите да им подпишат, да си одат дома, треба да им рече, абе, знаете, нема што да правиме, казни има за ова. Одговарам за ова. Па нормално дека не може да формираат паралелка со помал број ако немаат согласност. Тоа претходно што пишеше мислење, сега го правиме да пишува согласност. Знаете, има, ако продолжиме вака сите, значи сите заедно ако продолжиме вака, ви кажувам, и сега ние, и претходните што биле овде, и тие предни што биле 30 години, ова последица за ова што сега, причина за ова последица сега ова ние, што вие сакате да го решате, а не може да се реши. Има една изјава на министерката, која што вели, училиштата ќе ги претвориме во старички домови. Да знаете, таа изјава најточната изјава, ако продолжите вака да се однесувате, вака да ги решите, да ги решавате овие проблеми. Училиштата ќе ги претвориме во старички домови затоа што во оваа држава ќе останат да живеат само пензионери. Благодарам.